Добре дојдовте и во оваа епизода во која ќе збориме за диети. Диети. Дали знаете дека имаме најлоша перцепција на свет за зборот диета? Кај нас диета се перцепира како нешто што треба да го правиш одреден период за нешто да се случи, претежно да ослабнеш или да се здебелиш или здравствено, и така се перцепира зборот. Диета не е тоа. Диета е твојот целокупен начин на исхрана. Терминолошки диета значи тоа. Начин на исхрана. Што јадеш во секојдневието. Кај нас луѓето кога ги прашаат што е твојата диета, мислат ги прашуваат што јадеш за да ослабиш, како се храниш кога слабееш. Не е тоа. Уште еднаш. Диета е твојот начин на исхрана. Тоа е целокупниот режим на исхрана што го имате и треба да направите да служи на вашето здравје. Не само денес, не само утре, туку долгорочно. Сите сме слушнале за магични диети со кои брзо се слабее, брзо се дебелее, се подобрува здравје. Има добри диети стварно, но едно е вистина. Значи, од тоа нема бегање. Секоја диета треба да се практикува во калориските рамки за тоа што сакате да добиете. Значи, ако сакате да се здебелите, треба да јадете повеќе калории од вашиот базичен биоритам. Ако сакате да ослабете, треба да јадете помалку. И тоа јадење, ако треба да е повеќе, да не е енормно повеќе, или ако треба да е помалку, да не е енормно помалку. Значи, за да се ослабе, максимум е препорачливо да се слабее 1 кило неделно. Се на тоа не е воопшто здраво. Истото е точно и за дебелењето. Плюс со дебелењето има и други нуспојави со цревата, со желудникот, ако го преполнувате така, се јавуваат многу компликации. Поентата на муабетот ми беше да не се залажувате дека некоја диета магично ќе направи нешто само доколку ги практикувате рамките во тоа што да се јаде. Дека количината не е битна или дека ќе ви дадат некои оброци како толку грама пилешко, толку грама ова, толку грама ова. Не е така. Значи, пак мора да биде тоа во склоп со вашите параметри. Значи, ако сте високи толку, тежите толку, имате толку години колку сте активни, мора да се земат во обзир тие параметри. Без тоа нема гаранција дека диетата ќе е успешна за што и да ја следите, освен ако не е за некои здравствени намери. Тогаш може да има и некои отстапки, ама тоа е веќе далеко од фитнесот, тоа треба да се консултирате со доктори и стручњаци. Може би сте држале диета со која сте имале успех, може би сте слушнале некој што држал диета со која имал успех, но тоа не значи дека не треба да се бројат калории, него може би таа диета се погодила со неговите параметри. Тоа може да не е исто за некој друг човек. Така да, уште еднаш да повторам, никако науката да не ја вадиме од овие работи. Тоа е единственото што е емпириско и само тоа може да ни е насока како правилно да пратиме нешто. Колку и да има верници во некоја идеја или скептици во некој метод, се што е емпириско и докажано со наука, кај што е постигнат научен консензус, нема простор за преговарање. Тука нема простор за верба, пошто тоа е факт. Факт кој е проверен стотици пати. Не е само експеримент кој е направен еднаш, него повторен стотици, па може би сега и илјадници пати. Така да околу калории нема преговарање. Ворете да си имате мислење, но доколку се коси со науката, може да имате само неточно мислење. Денес ќе представиме неколку диети кои се, ајде да кажеме, попопуларни во последно време. Некои имаат популарност поради бенефити што ги имаат, други имаат популарност поради
сосема други работи, ќе ги зборим. Диета број 1. Кето диета. Оваа диета се практикува на начин каде што се вадат јаглехидратите од исхраната и се функционира само на масти и на протеини. Оваа диета има големи бенефити кај луѓето кои се сензитивни на шекери и на јаглехидрати, кај нив сериозно намалува инфламацијата. Исто така, кето диетата се практикува и за многу други сериозни болести, но тоа е веќе во медицински рамки. Тука сме ние да збориме за фитнес. Доколку сте заинтересирани за медицинските бенефити на диетата, би ве советувал да ресрчнете подобро и подлабоко. Јас зато се оградувам и да зборам за тоа, пошто испитувањата околу нив уште не се толку конклузивни, но има бенефити, нели? Кој си има маката, ќе си го баре и чарето и подлабоко ќе ги согледа работа, така да јас не би давал некои медицински совети од тој аспект, би се држал до бенефитите кои ги добивате во исхраната и во секојдневието. А во секојдневието, луѓето кои практикуваат сведочат за многу подобрено расположение и многу повеќе енергија. Оваа диета е многу лесна да се држи, бидејќи сте цело време најадени после иницијалниот старт. Зашто? Многу е проблематично да ги извадите јаглехидратите од исхраната. Буквално во Македонија јаглехидратите обично ни се 50% од исхраната. Но, од кој ќе го најдете начинот, од која веќе ќе си оформите што ќе јадете, какви рецепти ќе правите, за држање телесно, да чувствувате глад или да се тресете дека немате енергија, такво нешто не постои. До толку сум ја пробал, а можам да ви потврдам дека е стварно така. Доколку се бавите со спорт и фитнес, или планирате се бавите, и поголемиот дел од вежбите да ви бидат анаеробични вежби, тогаш би ве советувал да избегнете оваа диета. Бидејќи анаеробичните вежби користат јаглехидрати како гориво. Оваа диета е совршена доколку вежбате аеробично. Но доколку вежбате анаеробично, тогаш може да осетите дека немате доволно енергија да ги изведувате вежбите или да имате перформанс во тоа што го правите. Друга лоша страна на диетава е што многу е ригорозна доколку ја прекршите. Зашто? Зашто телото треба да ги истроши сите јаглехидрати за да почне да користи масти. Кога ќе почне да ги користи мастите, тие више не се таложе толку лесно, бидејќи се користат како енергија. Но, вие доколку изедете едно бомбонче, не повеќе, телото, како гориво, прво ќе ги стави јаглехидратите и ќе го прекине тој процес на топење масти, што значи дека дур него искористи тоа бомбонче, нема да се врати на топење на мастите. А самото почнување на топење на мастите е уште еден малце подолг процес. Така да ве советувам, доколку имате намера да правите многу често чит оброк или чит деј или немате доволна дисциплина да го издржите тоа, да се тргнете од диета. Диета број 2. Intermittent fasting. Оваа диета не ве ограничува што да јадете, туку ве ограничува кога да јадете. Поентата на оваа диета е сите оброци да ги ставите во 8 часа. И тие 8 часа треба да ги практикувате секој ден. Например, ако сте одбрале дека ќе јадете од 12 до 8 часот, тоа да го правите секој ден. Буквално, од последниот оброк на еден ден до првиот на другиот да има 16 часа. Зашто е тоа така? Доколку сте во калориски дефицит или maintenance, доколку се искористени калориите од телото што сте ги внесле, телото влага во starvation mode или во мод на гладување, каде што почнува самото да се јаде себе си. Тој процес се вика аутофагија. Добрата страна на тој процес е што почнува од најмалку потребните или од штетните клетки. И тоа е на еден начин чистење на телото. База на оваа диета е муслиманскиот пост. Кога во една исламска заедница испитувале зашто луѓето кои постат се поздрави, така увиделе дека аутофагијата игра голема улога во тоа.
После тоа науката си ја рафинирала диетата со понатамошни испитувања, пример дека не е битно во кој период од денот јадеш, битно е само од последниот оброк во едниот ден до првиот во другиот да има 16 часа. Исто така советува да не се дехидрира телото, да не се остава без вода. И се друго што нема калориска вредност, исто така може да се внесува, бидејќи не ја прекинува аутофагијата. Оваа диета, исто како и кетото, има многу здравствени и медицински бенефити кои нема да ги збориме тука, но може да си ги проверите доколку имате потреба од нив. Ние тука може само да го посочиме процесот кој ги прави тие бенефити возможни. Тоа е процесот на аутофагија. Многу луѓе овие две диети ги практикуваат заедно. Зашто? Бидејќи не се косат една со друга. Едната ви кажува што да јадете, другата ви кажува кога да јадете. И така ги добивате бенефитите од двете заедно. Исто како и кај кетото, и оваа диета не опростува прекршување. Зашто е тоа така? Доколку вие каснете нешто во часовите во кои треба да постите, ајде така да се изразам, тогаш му давате храна на телото и тоа почнува да јаде таа храна, а престанува да ги јаде штетните клетки. Со тоа го прекинувате процесот кој е бенефитен во оваа диета, аутофагијата. Затоа оваа диета не ја препорачувам доколку немате волја и ментална дисциплина да ја издржите. Нема никаков бенефит да пазите 10 сата, да гладувате и наеднаш да прекршите, само ќе се измачувате и нема да го видите правилниот бенефит од диетата. Еден совет само за тие што пијат кафе со шекер. Многу луѓе се откажале од диетава само поради тоа, бидејќи сакаат са бајле кои ќе станат да се напијат кафе со шекер, а да ја почнат диетата од толку рано не им издржливо. Така да ја пијам кафе, ја пијам сладко кафе, но наместо шекер ставам стевија. Стевијата нема калориска вредност. Исто така и кафето. Така да слободно пиете си кафе, само ставете си стевија. Исто важи за тие што сакаат да практикуваат кето диета, а пак ќе кажем пијат сладко кафе. Ова нема да ви наруши бенефити и во двете диети. Слободно пиете си кафе со засладувач кој нема калории. Диета број 3. Карнивор диета. Оваа диета е, ајде да кажем, помодерна, зашто порано и не можела да се држи од причина што се јаде само месо, а месото нема витамини и сега во комбинација со мултивитамини може да се практикува. Многу се прашуваат зашто некој би држал ваква диета. Првично оваа диета ја популаризира Џордан Питерсон во последно време и ќерка му, бидејќи им решава некоја автоимуна болест што ја имаат. Се пробале и само со диета успеале. Сега ова е анекдотален доказ, да кажем, ама доколку си имате мука, имајте го на ум. Единствен показател дека оваа диета може да се практикува долгорочно се инуитите, поточно неколку племиња од инуитите. Зашто само неколку? Инуитите главно се хранат со тоа што ќе уловат од морето, бидејќи живеат на Арктикот и таму нема вегетација на сите места. Некои племиња од нив се хранат само со месото што ќе го уловат од морето. Китови, морски лавови, риби и така натака, се што ќе најдат во морето. Кваката, како тоа е возможно, е дека многу од тие животни што ги јадат на кожата имаат витамини и минерали. Дали поради планктон и алги, не знам, но тоа е единствениот начин да може некој да ја практикува оваа диета во природата. И инуитите се единственото племе кое тоа го направило успешно. Диетава исто така добива многу ветер у грб од Ендрю Хјуберман, он ја популаризира уште додатно, но до сега нема многу испитувања околу неа, но сакам да е тука, бидејќи многу анекдотални докази, ја мислам дека се вредни да ги чуе некој што стварно би му се нашло како чаре ова.
Луѓето кои практикуваат оваа диета сведочат дека се многу енергични, дека не осеќаат глад, така да доколку сакате да ја пробате, полека, проверете убаво се, едуцирајте се околу неа, но сепак, како што кажав, сакав да биде тука. Диета број 4. Билдерска диета, така ќе ја наречеме, пошто на повеќето така им е познато. Оваа диета е најнаучно испитаната диета до сега. Значи, се базира на калории и на тоа што колку внесувате за потребите на бодибилдингот. Начинот на кој што се мери не се калории, тоа е многу специфично, се мери во макронутриенти. Колку макронутриенти ти да внесуваш според своите параметри. Така е полесно за пратење, така е почнато да се практикува и така и се практикува до ден денесот кога е измислена, да кажем. Диетата се дели во две фази. Едната е качување на мускулна маса, а другата е чистење. Според овие параметри кои ги гледате, ја практикувате зависно во која фаза сте. Ако сте во фаза на чистење, ја практикувате во долни граници, ако сте во фаза на качување на мускулна маса, сте во горните граници. Сепак, тоа треба да се го испитате вие на вашето тело што најдобро функционира. Пример, која грамажа во долните граници вас највише ви одговара за чистење и која грамажа во горните граници вас највеќе ви одговара за качување на мускулна маса. Има многу објаснување и наука како се тоа и зашто функционира. Накратко, протеините се за градење мускул, јаглехидратите се за енергија и мастите се за хормонално функционирање. Мастите се најмалку посакувани во оваа диета, кај сите што ја практикуваат, поради тоа што носат највеќе калории и најчесто кога си во фаза на чистење, тие највеќе се избегнуваат. Многу пати луѓето кога можат и ги вадат од исхраната, што и не е толку здраво, ама нели, си има бенефит за изглед, кој си е во тој спорт, кој си го прати тоа, но не е тоа правилно. Реално да збориме, си треба, бидејќи мастите се главни за нашите хормони. Иако е билдерска диета, не значи дека не може да ја практикувате доколку не вежбате. Оваа диета си е строго научна, има многу големи бенефити, крвната слика ќе ви стане за урамување. Како да ви кажам, не може да промашите со оваа диета никако. Се што треба да правите е да ги практикувате макронутриентите од здрави извори, пример. Здрави масти, тоа ви се од авокадо, од јаткасти плодови, здрави јаглехидрати, се што не содржи шекер. Протеините се генерално сите здрави, но ја би препорачал од животинско потекло протеин да користите, бидејќи тоа има над 90% абсорпција, додека протеинот од растително потекло има 55 до 75% абсорпција. Доколку не знаете точно што е здрава и нездрава храна, ја мислам дека тоа секој го знае, но најпросто да го доловиме храна која не е многу процесирана. Која е процесирана еднаш, два пати максимално. Најпросто ќе го доловиме ова на овој начин. Едно е да јадеш кулен, кој поминал низ милиони процеси, а друго е да јадеш месо кое е испечено. Едно е да јадеш јаболка, кој е фруктоза, здрав јаглехидрат, а друго е да јадеш чоколадо, кој е пуно шекери, милиарда процеси, концентрати и се тоа. Едно е да јадеш бадеми, а друго е да готвиш со зејтин. И двете се масти, едното е ужас, другото е најбенефитното нешто што можеш да го изедеш. Така да грубо тоа би било тоа. Оваа диета може да ја препорачам буквално на секој, пошто и да прекршите некој оброк не е ништо страшно, може да се вратите. Има период на испитување, на trial and error, што да јадете, колку да јадете. Сте во одредени параметри, ама си испитувате и си правите отстапки. Така да, ова е најнаучното што може да го добиете со диета, само внесувајте здрава храна.
Плюс може додатно да се едуцирате за тоа што е здраво, што не е здраво, кој од повеќе кратно ферментираните храни се здрави, пошто да, има и такви. Што повеќе си го зголемувате знаењето околу исхраната, толку подобро за вас и само може да додавате на таа база што веќе ја имате. Понатаму ќе може да правите комбинација од диети, да си правите отстапки, да си правите чит деови полесно. Пример, јас лично, мојата диета е intermittent fasting во комбинација со билдерската. Јадам од 4 попладне до 12 навечер, гледам храната да ми е 50% протеин и што помалце масти. Се другото ми е јаглехидрати. Сега, зависно од тоа што сум во можност да јадам во денот, гледам да сум во тие параметри. Треба да најдете нешто што функционира за вас, за намената која ви треба. Пример, јас знам еден човек, пријател мој, кој тежел 180-190 кила порано и има ослабено до 80-90 кила со најбазичната и најпростата диета. Диетата му била месо и салата. Така да, се е возможно, само најдете си за која намена ви е, како ќе ја практикувате и само напред. Фала што бевте уште еднаш со мене, се надевам дека ќе имате бенефити од оваа епизода. Заследете ме на Instagram, на YouTube, стиснете лайк, заследете ме на TikTok и се гледам идната недела. Поздрав! Чао!